Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте на почетокот на уште едно издание од подкастот Митови и факти. Денеска, јас ќе бидам себичен, ќе бидам безобразен и ќе разговарам за тема која што мене ми најамилена, а тоа се трилер романите. И затоа тука со мене е мојот колега и колега новинар и колега автор Сашо Кузмановски. Добар ден, Сашо. Добар ден, поздрав. Поздрав. Значи, не ти е прв пат во нашето студио, така беше претходно гостин со едно од колешките, мислам. Да, го правевме промоција на Бахус. Да, ете, промоцијата на Бахус, еве баш тука е примерок од романот и ајде, вака на почетокот вообичаено прво ги прашувам гостите што прават во моментот. Добри ли се? Како живеат? Па фала на прашање, искрено ти кажам, добар сум, редовни обврски, традиционално, веќе знаеш, нас новинарската професија не е професија, ова постатокот ни е убаво кажа. Тоа живееме, а како живееме, подобро да не кажуваме. Тоа, види, кој се задржал на едно место повеќе од 30 години, веројатно и веќе добро пливаш во тоа. Да. Не зборуваме за финансискиот аспект. Кога си го одбрал новинарство како професија, пари не ти се битни. Така изгледа таа професија. Барем така изгледаше во време кога ние почнувавме. Сега правевме да не навлегуваме многу во таа тема детално. Мислам дека не изгледа веќе така. Добар сум, работам, знаеш дека новинарството ми е основна професија, спортското новинарство во последниве 27-8 години и овој авторски дел кога се дружиме со книгите и со литературата, како некој убаво кажа ти малку пред да почнеме еден издувен вентил од сите овие случувања, од сите овие притисоци практично кои новинарската професија само по себе ги чувствува и тука наоѓаме малку повеќе простор за нас. Или можеме малку повеќе простор да извадиме нешто од нашите глави, кој што во оваа наша професија не можеме да го доловиме баш на таков начин, затоа што се две сосема поразлични работи, кои што меѓу себе знаат и да бидат доста поврзани. Комплементарни се, да. Но, нели, иако едното другото е пишување, сепак различен е начинот на извори, на објавување и така натака, и процесот на производство, нели, драстично се разликува. Па сега, нели, да ако бираме литература и новинарство, нормално го бираме по убавото, тоа е литературата, така? И ќе говориме од сега натака само за тоа во наредните минути. Трилер роман или крими роман, тоа се сродни, да кажеме, сродни жанрови. Што те навидува токму тоа да го пишуваш? Не сме зборували претходно. Трилерите сами по себе се еден жанр, меѓужанр, полжанр во литературата со оглед на тоа што тука секогаш ретко ќе најдете чист трилер, тука има примеси секогаш, дали е тоа психолошки крими трилер, дали е историски трилер и така натаму, така што веројатно убаво кажа ти еден издувен вентил во кој што таа возбуда да откриеш нешто плюс, да одгонетнеш некаква загадка, пред се веројатно како мотив и од кинематографија, филмови, ТВ серии, се тоа што во последниве 20 на 30 години веројатно можеби повеќе сигурно почнува да доминира на таа светска сцена, не зборувам само за книжевноста и за литературата, туку и за кинематографијата. Жанрови кои што се исклучително популарни, веројатно според оние податоци кои што ги може и да се проверат и да се најдат, веројатно пофаќаат некои 30% од вкупната публицистика кога е во прашање книжевноста, трилерот тука заедно со веројатно романсите се најдоминантни. Тоа е она што публиката во моментов веројатно најмногу сака да го чита. Колку и да тоа звучи само забавна литература, или не премногу софистицирана, како што знаат да ја наречат критичарите. Веројатно е дека, да, за широките читачки маси ќе ги наречам, бидејќи сепак читателската публика се луѓе кои што знаат што сакаат да изберат, е еден доста привлечен момент, жанр, во кој што, освен што веројатно ќе влезеш во таа некоја
приказна во која што бараш, писателот те води до некакви одговори. Многу често трилерот како жанр ти овозможува и да научиш нешто плюс. Бидејќи самиот трилер како, односно романите, трилер, крими трилер, психолошки трилери, во себе имаат голема доза на работи кои што на поинаков начин можеби никогаш повеќе не би можел да се сретнеш со нив. Дали се тоа работи од медицина, археологија, новинарство, психологија. И се тоа работи, знаеш како, кога читаш некогаш ќе застанеш, па јас и дома со сопругата и со синот некогаш ќе види интересен факт на кој што никогаш или не си обрнал внимание или не си имал ни представа дека навистина може така да изгледа и дека навистина тоа се случува баш така. И сега тоа се тие интересни моменти од низ кои што ти во трилерите, освен што тие добро забавуваат, има, барем јас искрено, од нив има многу работи кои што ги користиш како еден вид на податна литература за да осознаеш нешто повеќе. Широка фактографска литература од која нели се произликуваат факти кои се помалку познати, како што кажа. Мината недела на сајмот на книгата во Скопје гостуваше Себастијан Фицек, германскиот мајстор на пишувачи на психотрилер, како што тој самиот го нарекува својот жанр, и како никогаш досега имаше километарска колона, не знам дали беше јас бев, километарска колона на претежно млади луѓе од Скопје и од Македонија кои што чекаа на негов автограм. Тоа навистина на ретка гледка, барем за нашиот. Да, јас мислам дека и на минатиот саем беше Крис Картер и беше слично. Крис Картер, беше слична. Тогаш не бев тогаш. Не бев јас и на обајцата, бидејќи имав некои овој пат службени обврски. Да, мислам дека не е ништо поразлична ситуацијата кога ќе се појават вакви авторски имиња и на други места. Не, сигурно дека е, да, апсолутно. Бидејќи во моментов тоа се, како ги нарекуваат, глобални звезди, планетарни звезди во овој пишувачки дел. Без разлика како никогаш претходно не се толку популарни. Затоа велам, во овие последни 20-30 години така, трилерот како жанр доживува вистинска експанзија. Ти да пополниш 30% од пазарот на публицистика, самото себе покажува, не знам. Еве за Фицек конкретно ако правиме муабет, човекот има од она што го видов јас меѓу 10 и 20 милиони продадени примероци на своите. Прв роман е почитан во Германија од Кодот на Да Винчи. Да, огромна бројка. Тука се дајде ќе зборуваме веројатно и за други автори кои што навистина во моментов се нивните тиражи вие просто е несватливо дека некој може да ги направи во денешно време. И таа бројка расте и се појавуваат и многу други автори кои што навистина се приближуваат до овие мега звезди кои ќе ги наречеме кога е трилерот во прашање. Веројатно и истото се однесува и кај романсиерија, кои што исто така се исклучително популарни, особено кај женскиот дел од публиката, но Мизо. Да, се види, не сум во тоа проблематика, не можам да кажувам имиња, ама предпоставувам со оглед на бројките што ги гледаме дека тука се некаде романсите и трилерите на пазарот практично тие пополнуваат 60% од она што се продава во книжарите, па и што се чита веројатно по библиотеките и така натаму. Така што тоа е моменталната ситуација и сега таа литература која што некои условно ја тргаат настрана како прочитав еден коментар, турбо фолк литература, бидејќи нели за широки народни маси. Да. Колку тоа навредливо да звучи, но добро се. Тие секој има свое мислење за одреден. Ајде малку подоцна да разговараме за фидбекот на критиката, нели, која е историски секогаш во право, нели, нормално саркастичен сум. Значи, еве го спомнавме Фицек, баш пред некој ден видов и каков е, на пример, успехот на Харлан Кобен. Тој исто еден голем феномен, писателски, американски писател, еден навистина страшен опус има, кога ви имате неговите книги, романи на широко се екранизираат
И тоа на различни јазици, многу интересно. Има на полски, има на шпански, на француски, на португалски, на англиски нормално, на германски. Во таа приказна сега, не знам, бидејќи доста следам што се случува, особено на креација на ТВ серии, како со појавувањето на сите овие стриминг платформи, кои што очигледно имаат простор и бараат што повеќе за меѓусебно да се надпреваруваат и буџети. Најголемиот дел, веројатно добар процент, сега не можам да тврдам дека се најголем дел, но добар процент од таа продукција се всушност екранизирани дела романи, кога зборуваме за трилерите. И постојано излегуваат. Постојано, што значи дека луѓето тоа и сака да го гледаат, а убаво кажат и сега се шират хоризонтите. А сценаристите, добар дел од писателиве, авториве работат и како сценаристи. Дел од нив и активно со своите дела и како режисери, како Донато Каризи и кој што е практично и веројатно и тоа му една од главните дејности во последниве години, снимањето филмови и тоа екранизација на негови дел. Така што да, се шири тој простор, особено таа трилер литература се почесто доаѓа во вид на екранизација. Дали е тоа филм, малку поретко, многу почесто во вид на ТВ серии. Да, веројатно тука и полесно може да се долови еден роман. Па веројатно и од просторот, затоа што најголем број на трилерите, луѓето кои што пишуваат трилери прават некакви серијали. Да. На исти јунаци, кои што низ различни приказни. Веројатно затоа што се отворуваат во нив одредени карактеристики со кои што читателот многу често и се пронаоѓа, дали е тоа од калибарот нели порано Супермен, Спајдермен и сега овде е вид на детективи и на полицајци, истражители, има доста трилер романи што мене ми се допаѓаат, каде што во зависност од каков е целиот систем правосуден, па некаде тука главни звезди се обвинителите, некаде се адвокатите, детективите и така натаму. И сега тие серијали се малку податни за да можеш да разработиш ти ТВ серија, отколку тоа сето да го ставиш, ке треба веројатно да одбереш еден наслов за да направиш еден филм или не знам, да искомбинираш 2-3 наслова и веројатно затоа и продуцентите на тие ТВ серии одат на изградба на баш екранизација на ТВ на делата низ ТВ серии. И многу често ги гледаме и со продолженија, не знам, сега Бош е едно од најпопуларните американски во последно време полициски процедурали или како ги нарекуваат веќе, и тоа се некои книги кои што биле условно речено романи популарни и пред 30, 40, 50 години кои што добиваат екранизација. Сега нели во модерни услови, во модерно време ги враќаат на сцена затоа што има материјал од кој што може да се црпи. А веројатно и самиот пишан текст ваков во вид на роман многу е лесно прилагодлив да скоцкате и сценариот тоа многу побрзо отколку да пишувате текст наново. Да го правите тоа одново и одново со нови автори што или како го нарекуваат оригинално сценарио. Веќе нешто измислено, зашто се измислуваме нешто од... Веќе нешто има ставено на хартија, со оглед на тоа што ти во еден свој живот не можеш сигурно да прочиташ се и се што. Си ограничен, секогаш ќе најдеш нешто што ниту си можел да го прочиташ, а би сакал да го погледнеш на телевизија. Да, сега, например, имаш еден многу интересен феномен се случи со серијалот, односно со обидот се екранизира романот кој излага нели во серијали во голем број на продолженија за Джек Ричер. Ричер се вика. Добро. Ова и авторот Ли Чайлд прво проба да прави екранизација за големото платно. Главна улога беше Том Круз и тоа најде нели Том Круз кој е едно големо нели име и тоа најде една остра реакција од публиката, велат тој воопшто не личи на ликот кој е опишан во книгата. Знаеш, Джек Ричер е голем, 2 метри човек со широки рамена, а Том Круз е природата го дала да биде метри. Мисија невозможна. Да, мисија невозможна, да. И за да потоа Ли Чайлд нели ги послуша своите читатели и се согласи се напри серија за секој продолжение по една серија, по неколку епизоди и со далеку помалку познати актери кои се многу подобро прифатени бидејќи влегуваат во ликот и делото на ова. Значи, ова се надоврзувам со она што го кажа ти нели кога се прави критика на тоа дека тоа е турбо фолкот нели на литературата, ете баш
да беше таму Том Круз, можеби тоа ќе беше турбо фолк, знаеш, а баш љубителите на тој роман побараа да не биде такво, туку да биде нешто поавтентично, нешто што Тоа е прегрупа терминологија за турбо фолк, мислам дека во денешно време, зборувајќи секако за трилерите како жанр, воопшто, вие ќе најдете огромен број на дела, романи, трилери, кои што влегле во конкуренција за, условно речено, тие најголеми книжевни признанија. Сега, знаеш, некои ќе речат, да, тоа се трилери во кои што не се класични трилери, туку е тоа некаква симбиоза на повеќе жанрови во кои што можеби само дејството е налик на трилер, Умберто Еко беше добар пишувач на трилери, и добитник на награди. Да, и апсолутно. Да. Со заслужено место во класичниот роман има. Да, ќе ви кажа дека да, тоа е трилер некаков, но многу повеќе наликува на баш сериозно, така софистицирано, нели, со интроспективно дело, што би сакале да кажат. Трилерот е тука само да, па добро, нели, книжевна фикција сега. Ние сме малку повеќе на другата страна. И да, Умберто Еко е класичен трилери. Да. И то крими трилери. 2-3 трилери, тоа историски трилери кои што се толку набиени со факти, освен што имате таа детективска или приказна во името на розата, имате туку уште 4-5 елементи во кои што тој убаво се прилагодува на условите на книжев, да изгледа тоа, нели, книжевно така масивно, полно. Абсолютно, да не биде тоа речити, есеистички јазикот да биде, јазикот така. Му е врвен, тоа никој не го се има тука факти од религија, од историја, кои што се надополнуваат, и тоа е тоа што навистина името на розата или не знам Фуко платно или така натаму ги прави навистина врвни или Паудолино исто. Да, врвни остварувања. Да, класичен историски трилер роман. Ништо повеќе. Да, Умберто Еко е. Да, е фантастично. Во тој дел. И еве јас по последно време, ако веќе зборуваме на таа тема на историски трилери, сосема случајно дојдов, знаеш, не можеш колку и да читаш, не можеш се да знаеш, и сосема случајно дојдов до едно дело се вика Имприматур од наши колеги новинари италијанци, Рита Моналди, чина ми. Ти го спомнав. Рита Моналди, Франческо Кости, мислам дека е, сега да не ме фатат да збор гледачиве. Двајца новинари кои што влегуваат во тие ватикански архиви, условно речено, и фадат супер интересни документи за животот на извесен опат, кои што впрочем го градат скоро 10 години, тоа јас што го прочитав во нивните интервјуа, значи потрошиле цели 10 години за тоа тие материјали да ги соберат, да ги истражат, па добро, ти можеш да ги собереш, ама додека ги вкомпонираш за да и згора на тоа да направиш некаква фикциска приказна која ќе наликува на тоа што е. Ама ќе се темели на факти. Ќе се темели нормално на факти. И тоа изгледа така, мене ми остави страшен печаток, така е малку поголемо дело. Најдов уште 2-3 преведени српски, не успеав да ги прочитам. Исто се како продолжение на приказната за Опатов. Алдо. И навистина, знаеш, баш се гледа дека тоа е една новинарска работа, убава собрана, истражувачка, и што е уште поинтересно, нешто во стилот на Кодот на Да Винчи, нели? По реакција на црквата во Италија, нивното дело го издаваат во странство. Не може да ги издават во Италија. Го забрануваат. Да, и тоа е супер, тоа е феноменално. Сега тие се, не знам, со 30 милиони продадени книги надвор од Италија, во Италија се уште не знам дали може би во последните години можеби и таму е излезе. Сигурно има интереси таму, па. И сега тоа е во Сан Марино се прода. Да, такви приказни, знаеш, само дополнително ја крива цената на романот. Не зборувам само за Имприматур, веројатно и за уште 2-3 кои што се наследници мислам продолжение на приказната муабета што го правевме со трилериве, дека тоа се ликовите кои што само ги развиваш во повеќе приказни, затоа што народот веројатно сака да продолжи да ги чита. Сега емисија се вика Митови факти, ќе кажеме да е мит, не знам дали е факт. Например, Данило Киш, големиот или автор од поранешната
држава која што живеевме, вели ги молеше комунистичките власти да му ги забранат некои од делата за да му порасне тиража. Веројатно се шегувал, веројатно со некој млад комунист тој си има шегувано, но има и вистина од тоа. Тоа и тоа голема, така е. Да, и вели и рокерите вика се молеа, па нели тој рекордно продаден албум на Риблја чорба е продаден баш зашто е забранет. Да. Има тука тоа веројатно и Ватиканската управа на католичката црква веројатно тешко се снаѓа како да прави некакви мечкини услуги сама на себе. Да, во таа една. Сега спомна преска нели превод на српски, но полека одиме до кај нас до нели состојбата каква е во нашата литература, која секогаш била скромна, тука нема што да имаме никакви илузии. Значи, да кажеме во Србија, веројатно има и на други места, но во Србија во последниве 10 години многу заживеа тој историски трилер. Да, и јас сум фан на историскиот трилер. Да. Јас сум голем фан, исто дури напишав една. Полуисториски. Да, историски трилери, мислам дека еден од јас пробувам нешто, почнав нешто да пишувам. Сега како продолжение немам баш премногу време да се посветам малку повеќе и тоа е една исклучително тешка и макотрапна работа. Исклучителна и затоа знаеш малку кој ќе кажат таа треш литература или не знам турбофолк литература, ти да извадиш еве Србија има неколку што се навистина наградени со престижни награди традиционално. Не се гледа баш така на нив. Тие што не се наградени затоа што во Србија кој веќе ја спомна, оваа година имаат прв трилер фест. Да, тоа ќе биде сега многу брзо и мене ми е драго што веројатно таму тргнува повторно тоа како да го наречеме здружување на трилер писателите кои што го има практично из цела Европа. Апсолутно. Секоја земја посебно. Трилер фест во кој што интересно они ги групира сите издавачи од српско-хрватско говорно подрачје, вклучително и Црна Гора и Хрватска, гледам Србија. Веројатно и ние би можеле да вклучиме со наши преводи, практично на нашиве романи на српски ги преведеме да се приклучиме да влезеш во таа. Веројатно не би правеле проблем. Апсолутно. Како што видов, јас условите се само да се преводи на српско-хрватски. И значи таа култура таму а особено бројот на дела кои што излегуваат на годишно ниво, домашни автори, гледам дека таму се исклучително популарни домашните трилерџи, ќе ги наречеме. Значи имаат тиражи кои се тиражи на кои би позавиделе многу поголеми јазични подрачја. И да се вратиме на првото што го правевме, нивните дела веќе во Србија доживуваат екранизации. Да, и тоа на Балканом и тоа е во мал милион дела од тоа што го гледаме во Србија како филм или како ТВ серија се всушност романи екранизирани, нормално доработени, дали со учество на авторот, дали на сценаристи и така натаму, него главните идеи се практично нивните најпопуларни трилер романи доживуваат екранизација. Тоа што овде кај нас ние веројатно не ни снимаме ништо, па се уште чекаме да дојаме, да. Не знам, можеби тоа ќе стигне некогаш со оглед каква е таква е понудата, и кај нас ако веќе зборуваме во последниве години има доста автори. Ти има доста дела кои што излегуваат и тоа најреномираниот наши издавачки куќи што само по себе ми дава право да кажам дека тоа има некаков квалитет. Веќе можеме да збориме и за некакви задоволителни тиражи, не е веќе тоа. Не само тираж, него ти да дојдеш првите 3-4 издавачки куќи од држава да почнат да издаваат домашни автори со трилери, крими трилери, тоа значи, само по себе кажува дека има некаков или интерес и квалитет. Нормално да нема квалитет, не верувам дека тоа би продолжило некој да го штампа и да го става во рафтови на затоа што ќе најдеме кај нас во времето кога веројатно трилер авторите беа многу помалку, а за тоа можеме одговорно да тврдиме во последниве, ако се вратиме назад 15 на 20 години, не можеше да најдеш, ретки беа случаите на 15-20 години. Ќе најдеше милион други наслови од странски автори кои што споредбено со домашниве автори се класа 2 послаби. Да. Значи што се не се издава, па и веројатно и се уште се издава од тие трилер трилер жанрот. Има квалитетни, нели, испоменавме овие кои што се водечки, но има и
И таму има странски автори кои се пробиваат, нивните агенти или издавачки куќи работат на тоа да ги шират низ свет, нешто што кај нас тешко оди. Може би не оди, ако авторите сами не се потрудат некој нивно дело да оди, откако ќе им истечен или периодот на договор со издавачката куќа овде. Многу тешко, не знам зошто е тоа така, ама веројатно затоа што никој не се потруди. За новинарството не можеме да најдеме одговор зашто не оди. Ама зашто ЗОА? Па некако универзално е. Не, рековме, па не е Србија ни побогата, ни нешто премногу поголемо од нас. Па веројатно има некоја копродукција, некаква соработка меѓу издавачки куќи, меѓу агенти би требало да има. Не може да биде тоа само еднонасочна патека. Оттаму да доаѓаат илјадници тиражи, од овде натаму да не излегува ништо. До толку ли е неквалитетен Па не. овој производ овде? Па не. Да. Но веројатно тоа некој треба нешто и да направи, нели? Некој да си сработи својата работа, тоа не може да бидат авторите. Не може и за тоа да ги бива. Па сега, ако земеме и тоа да работиме, јас попрво веднаш ќе се откажам. Да, не ме бива мене за тоа. А не те бива, ја не можеме да трошиме енергија на 10 работи. Да. Веројатно и да организираш се до тоа, да го продадеш и на крај да ги бараме парите. Не, па тоа причи не ме било за тоа. Тоа не знам како се зима. Тоа па не оди скроз. Да. Тоа боле, вака е подобро. Сашо, ајде сега малку за тебе да зборуваме. Кај црпиш ти гитара? Знаеш, интересно е тоа. Оваа трилогија која што ја почнавме со афера во Музеот на пари, и сега Бахус, еве сега јас се надам искрено, такви се преговорите со издавачката куќа Арсламина, односно договорот некаде во есенва, во октомври планираме да ја завршиме оваа трилогија. Бидејќи јас ја почнав како трилогија, сакав да ја завршам како трилогија и тука ќе ја завршиме со уште третото издание. После тоа веројатно јас реков дека бидејќи таа трета книга веќе завршена е, предадена, треба се да оди на доработка, на редактура, на уреднички корекции да се направат се. Па тоа е, да, поприлично макотрпен процес во кој што со уредникот треба да се седне, нели да. Ние сме новинари, па не трпиме уредници од било кој. Не, напротив, јас немам проблем со тоа. Искрено да ти кажам, немам проблем, дури прифаќам забелешки од прва рака, бидејќи знаеш како е кај нас. Не, јас све прифаќам, ама тешко. Па да, затоа што си имал некаква идеја, некаква замисла, да, ама кога ќе кога некој од таа другата страна, читателска, ќе ти каже дека ова е неразбиливо и нејасно, за тебе како автор е веројатно кристално јасно што си сакал да кажеш, но како си го кажал, тоа е друго. Јас сум отворен, јас сакам напротив да седнеме и јас знаеш како викам, дај да седнеме да го стегнеме. Да ја стегнеме книгава, стегнеме романов, бидејќи првата верзија на тоа секогаш претрпува и треба да претрпи измени, затоа што едно е ти што си сакал да кажеш и како тоа си го напишал во брзење да не ти побегне мислата и да не го загубиш дејството, до како тоа изгледа како форма и како тоа ќе го прифатат тие што ќе го читаат. Јас вообичаено, бидејќи како прв филтер ми е сопругата, па незе ќе го дадам да го прочита, па и со незе, нели ги имаме овие муабети, дилеми, чекај овде скрати, ова не ти е добро, овде не знам што си сакал да кажеш, ова не одговара со тоа и првим поминуваме низ тоа и добро уште 2-3 раце што велат да помине, додека тоа не се најде во ваква печатана форма. И се ќе го завршиме, да се вратам на муабетов, да не ја ширам сега приказнава, во октомври третото издание и почнав да работам нешто што првично требаше да биде историски трилер, а како ќе продолжи, заврши, за сега немам поима. Немам поима. Да, потрошив, искрено ти кажам, бидејќи веројатно ќе ме прашаш, мајде, ми отиде мислата таму. Сам прашаш си се си новинар. Не, ми отиде мислата, бидејќи ме праша од кај ти се идеите за романите, бидејќи сакам доста да истражувам. Новинарско е, те копа тоа, те чепка. Доста некои работи кои сосема случајно ќе дојдат до тебе и сега гледаш дали од тоа има приказна и дали може да влезе во приказна.
и би сакал да го изработиш и доста трошиме време на подготовка. Не знам како е случајот кај тебе, ама јас без година-две не можам да завршам истражувачкиот дел, а не пишувачкиот дел. дел. Работи многу одавна ги знам, па сега само се подсетувам. Знаеш што, мене тоа што го знам моментов не ми е инспирација за пишување. И мене е инспирација тоа што не. Факт, да, јас сакам да пишам нешто што ми е ново, нешто за кое што, знаеш како, кога ќе го прочиташ на прва или ќе го видиш на иди, па и ти го доживееш како новитет, ова е интересно за пишување. И сега кога веќе почна да работам еден историски трилер кој што мислам дека треба да биде трилер, и влегов у Државен архив на Македонија и изгубив таму колку што изгубив време да црпам материјали што ме интересираат. И кога ќе видиш дека, знаеш како, сето тоа што си го потрошил како време, дали можеш едно купче вака да искористиш за тоа што ти треба, и кога ќе видиш дека уште 3 пати треба да влезеш таму, дека ќе треба да дојдеш у библиотека да копаш по тоа што го имаме ние како фонд на книжевен фонд, едно негова овој новинарскиот дел во вид на весници и публицистика и така натаму, па кога ќе видиш дека твојата приказна е малку порано од тоа што ние го имаме како печатено издание, па треба сега не знам да видиш да се консултираш со овие северно од нас, пошто имаат они 40 години плюс издавачка работа на весници и на изданија воопшто, дали е тоа весник, во тоа време весници главно. И сега и таму малку треба нешто. Па таму па Скопје и Македонија не се во кругот на централно интересирање. Нешто има, но тоа треба да го бараш сега, да се мачиш. И сега, знаеш, таа работа не изгледа, на изглед да седнал овој напишал нешто, ама кога ќе видиш дека за тоа ти потрошил 2 години само да го истрашува. Значи, темата меѓу двете светски војни. Па да. Во тој нема да откриваме. Во тој период, да. Во тој период, да. Тргнувам, таму кај ќе завршам не знам, затоа што ти викам, знаеш како, едно е ти што сакаш да напишеш, друго е да биде тоа сосема, многу сакам да биде да отсликува реалноста. Бидејќи едно е фикцијската приказна е сосема една, ама сакам неколку пати сме правени да биде на факти да биде според. Да, сценографијата околу да биде реална и автентична. Значи приказната е фикција. И во Бахус, и во аферата во музејот на пари. Сценографијата е автентична. Ама сценографијата, се што се случува околу нив, луѓето, моментите, настани кои што внатре се споменуваат, тоа е све реално. Може проверливо. Значи тука јас не играм со фикцијски приказни на фикцијска приказна. Тоа се двеслојни, трислојни приказни во трилерите, затоа што повеќе слојни, содржајни, поинтересни се и за читателот. И сакам таа сценографија која што ја прати целата таа, следи целата таа приказна да биде реална. Во историскиот трилер тој момент е исклучително тежок. Прво, не сум си го живеел тоа време, не го живеел веројатно ни татко ти, веќе зборуваме за период пред Втора светска војна. Тие што го живееле многу тешко, веќе голем дел од нив ги нема. Да. Не можеш да провериш. Самиот изглед на фотографии. Тоа е описите делот, него карактерите на луѓето, нивните навики, животот во Скопје. За Скопје конкретно да. Тоа е една материја која што треба да ја провериш од 35 факти за тоа да 35 страни за да изгледа како што треба. И навистина е малку потешко, не дека овие модерни приказни кои што се поделени во оваа трилогија се полесни затоа што и овде имало работа по година дена, 2 години додека дојдеш ти до приказната за да можеш да ја движиш. И знаеш, тоа никогаш ти представува и проблема, па и мотивирачко, малку повеќе. Затоа што јас не сум од тие писатели кои што почнуваат да пишуваат и синопсисот веќе го имаат во глава. Знаат како ќе почнат, знаат како ќе завршат. Не, ти чекаш малку и јас знам само како ќе го најдеш како ќе те однесе. Да, јас само знам како ќе почнам. Како ќе се развива приказната, тоа се зависи. Не зависи од тебе. Зависи од мене и никогаш не пишувам повеќе од една глава. Последна глава завршувам. Да. Завршувам и потоа пред да ја продолжам приказната, размислам 30 патишта следни ми се отвараат. И бирам каде ќе продолжам. Некогаш па правам паузи по месец дена да видам дали и каде има. Дали е добро и каде би можел да одам. Затоа јас гледам дека сите овие главни 90% од писателите, авторите ќе кажам, бидејќи се уште не се сметаме за писатели, ние сме новинари по вокација. Да. Ете тука
во ова авторски дел, ќе го наречам, како автори, 90% од овие што се сериозни трилерџи, ќе ги наречам, светски мега звезди, од тоа што сум читал по интервјуа, нивни нормално, не сум ги запознал лично, знаат што ќе пишуваат и знаат од почеток до крај, само седнуваат и тоа го работат 5, 6, 7, 8 сати дневно. Ние немаме 7-8 сати дневно, ние бараме после полноќ кога сите ќе легнат, па ние да почнеме да пишуваме. Ова се да заврши, нели? Да, или кој ќе ги испратиш сите на работа, па ти дома ако имаш 1 сат, 2, 3 да седнеш, па да споделиш. А и тоа го немаш. И така, инако да ми е професија ова, веројатно би било поинако. Да, би било тоа. И за тоа нели треба повеќе да се издаваме. Така. Ако споменам, значи за период меѓу двете светски војни, Данило Косевски покоен, или нашиот колега. Да. Ми каже еден мит, не знам дали е факт, провери го. Собственикот на Ристичова палата, Хаджи Ристич, известен, кој бил градоначалник на Скопје, првиот градоначалник на Скопје по заминувањето на османлиите. И тој потоа бил сменет, нели, после неколку години, не бил тој премногу умилен и бил, за него велат, се шириле моменти дека е припадник на некои така криминални структури. Криминални. Полулегални. Мислев езотерија. И дека загинал. Мислев да не е во светот на езотеријата. Не. Не, уопште не бил езотеричен, баш бил материјалиста голем. И тој истиот има повеќе приказни за него, но оваа приказна дека тој гине, вели, мислам 42-43 во престрелка во Маџар Мала, но не престрелка со окупатори или со, туку некаква мафијашка криминална. Со не е лошо да се. Вели у Скопје, еве ајде јас ќе ти кажам тоа што втора работа за него прозна која е факт, на пример неговата ќерка се мажи за Раде Дреинац, познат српски поет, да кажеме, и човекот кој е првиот боем во Скопје, кој го носи боемството во Скопје, неговата фотографија е во кафаната и дади ден денеска. Да. Има. Раде Дреинац, да. Види, Скопје меѓу двете светски војни, особено тој период меѓу 1922 и 39-40, па и 41, не било така згодно место за живење. Прво и основно, тоа што јас го најдов како податоци, особено листајки, значи изборувам за веродостојни податоци на весници или на литература од тоа време, колку можеше да се најде низ архив. Во тоа време, еве, Белградска политика има доста изданија кои што може да се најдат во нивниот библиотечен фонд во Националната библиотека, во нивната периодика таму. Српско време, исто тоа време, весник. И сега знаеш, ти пишуваш трилери, прво што читаш е еден вид на црна хроника во тоа време, кој што не се викала црна хроника, но да, имаш еден дел на криминал во весниците, кај што можеш да видиш. Кој ќе видиш дека Скопје у тоа време бил мека на грубо е само да кажам криминал, него ќе кажам на шверц со злато, со наркотици. Наркотици, апсолутно. А згора на тоа премногу на фалсификат пари, на новчаници, на злато, диаманти, значи скапоцени работи. Скопје бил во еден период таму меѓу 34-та и 38 година. Јас по тоа што успеав да најдам, мислам дека секој, па да не те лажам, секоја недела има уапсени милион шверцери, и тоа не зборувам за луѓе од Скопје, тоа криминални банди од цела Европа, кои што преку Скопје го ширеле тој свој бизнес. Ако не се лажам, 21 јавна куќа во Скопје во тој. Меѓу другото. Да, и 2 джез клуба и 2 ноќни клуба, така се викале ноќни клубови, а никогаш не затварале. Че работеле нон-стоп. Тоа говориме за една сцена која денеска е незамислива, денеска Скопје е 10 пати поголемо. Тешко да гледаме поише од еден. По тоа време било Скопје касава. Пред да дојде касава било многу живот. Пред да дојде Јосиф Михајловиќ на Па добро, тоа е 29-та, така, да, Јосиф Михајловиќ. Кога почна да се драстично расте, улици калдрмени, електрификација на град во еден дел, така там водовод и така натаму.
Апсолутно станува велеград за многу краток период. Веројатно и затоа, прибирајќи ги луѓето, се што се и населувало. Што се не поминувало тука. И сега знаеш, ние од наш аспект кој ќе го погледнеш, бидејќи ти правиш приказ на некоја за тоа време, и ти гледаш и кажеш дека многу Скопје е многу податно за такви приказни од тоа. Многу интересно е тогаш ми изгледа Скопје да денеска. Да, и колку да ти е чудно сенки на Балканот зошто изгледа така, некој ќе речеш, знаеш, први моите дома постави се им текна. Се кај овие пригај вака било, така било. И се ти Скопје било така. Ти ќе погледнеш, да, но викам ти вие вашите него гледале низ таа призма веројатно затоа што се бореле за преживување. Имале други гајлиња, што викаат старите. А инаку Скопје како Скопје имало сериозна група на луѓе кои што тука биле шерифи во градот. Па дури тоа баш се ќе Балканот ли го спомнавме. Ствари тој ликот Калуѓер, тој уствари од тука лик. Да, знаеш што е интересно. И тоа нешто истражував. Најверојатно тоа е, не можам да бидам сигурен, дека еден од основачите на Алкалуид. Па и веројатно во тоа време. Да, таа српска фамилија. Сега види, таму се изменети малку ликот е изменет, што е сосема нормално за екранизација и за драматизација, да. Не се сите, ама афионот и пренесувањето на опиумот од Скопје, односно Буково и Србија не расте афион. Така, кој е гледал серијата веројатно добро ќе знае. Да, таа нишка и на ликот во самата серија на Бјело Грлич, всушност кога ќе се враќаш назад, провери ќе видиш дека води до Алкалуид. Да, во Алкалуид. Како компанија од каде што тргнува приказната за Калуѓер, кога веќе го. За Калуѓер. Да, и дека тој лик всушност човек од Скопје. Бизнисмен, да. Бизнисмен, да. Од Скопје, не така се прават приказни, што Бело Грлич е фантастичен, нели? Знае и тоа што ќе го најде да ги екранизира. Да ги екранизира и да ги доработи, бидејќи неговите он никогаш не ги остава тоа да биде клод приказна каква што е во романот, тука напротив, он си ја доработува во духот на времето, на моментот кога го издава и навистина изгледа како што изгледа сега, не знам, и чувари формуле, како се вика филмот, не знам дали го гледаше, за Винча. Да, вела дека нема тука многу историска подкрепа тоа. По крај добро, тоа е екранизација фантастичен филм за Тома. Па добро, да. Дали во врска со неговиот живот со Тома Здравковиќ, не верувам, не знам. Секогаш филмот беше одличен за гледање. Знаеш како, приказната може и таму е фикција, ама сценографијата е реална. Затоа ти го доведуваш читателот во ситуација да не знае дали приказната е вистинска или не. Тоа е поентата веројатно на добриот трилер писател, да го доведеш читателот да не знае тоа, барем за мене како читател тоа ми е особен предизвик. Кога го читам делот да не знам дали е тоа вистина или е фикција, или е тоа приказна само. Или е тоа главно кога зборуваме за реалистични трилери па не мора да бидат само историски, можат и модерни со приказни од новото. Не мора да бидат историски. Еве сега, јас ќе ти откриам, тебе не сум кажал на друго место, третиот издание на оваа трилогија го обработува периодот на атентатот на Киро Глигоров. Така да сценографијата е таа. Сценографијата е таа. Сценографијата е таа, приказната ќе видиме како. Јас ќе ги однесам. Еве, ќе ти помогнам. Тие што би сакале да снима филм, ќе ги однесам на место кај што беше атентатот. Ќе кажам како беше точно, бидејќи се сеќавам. Позади живеа баба ми, деда ми, па затоа ми е добро познато тој дел. Можам да им кажам, лесно да се направи сценографија, да го снимиме. Па може да се снимат многу работи. Стварно за вака вака. Тоа може ли да очекуваме такво нешто во Македонија? Како во другите околни земји, не идеме сега ние Холивуд. Види, не знам каква е ситуацијата, не можам да кажам. Катастрофална претпоставувам. Веројатно ќе повикаш некој гостини од тој сегмент, па ќе може да малку повеќе да разговарате во врска со тоа зошто ништо не се снима. Значи ќе речат они малку се снима, јас ќе речам ништо не се снима. Ништо немам видено. Ништо немаме видено. Не знам каква е ситуацијата, зошто е таа таква. Веројатно парите се секогаш проблеми и во оваа ситуација веројатно одговорот секој што ќе ти го даде ќе ти рече финансии. Кога нема финансии нормално не можеш да работиш. Па не може тоа да е единствениот. Па мислам да биде таква. Кога знаеш немаме пари, сега ќе умреме за јадење. Не, ќе се снојаме, ќе се бориме, нели? Па ако си ти филмаџија, што ќе правиш, единствената работа ќе биде да најдеш пари за филм. Така. За добар продуцент, веројатно, да. Тоа е веројатната главна работа. Веројатно има. Како што наша работа е да понудиме дело, а издавачиве да
да го прифатат, одбијат, Па да бараме друг, па да преговараме. Па да преговараме, да поправаме, да доработуваме, затоа што она што го нудиме како сиров производ нормално е дека е податнен за доработка и преработка. Така да добро, ќе видиме. Добро е што и тоа не го фатиме можеби како тема, се шири кругот на домашни автори. Ја и тоа да го кажам. Кога збориме за гледам ти новинар си, можеш и сам да се да. запрашуваш. Автоинтервју. Да, автоинтервју. Колку глупо е да звучи. Да, имаме голем круг на домашни автори, тоа е добро. Опоследно се не зборувам сега за квалитет, зборувам за луѓе кои што се трудат нешто да направат. Тој квантитет, кога има квантитет можеме да извадиме и да бараме квалитет. Да бараме и квалитет, нормално. Предпоставувам, зборував и со неколку колеги и со тебе дека веројатно треба сами да се потрудиме. По примерот на сите овие јас нема да ги наречам академии, бидејќи гледам по Шведска, Германија дури има и институции кои се нарекуваат академии за трилер романи, за трилер литература, со сите нивни пожарови. Сдружение, некако кое што моментумот кој што нас ни фали овде, моментов, е таа трилер критика, книжевна трилер критика, кое што не само што ќе даде насоки, веројатно и ќе сериозно ќе го подобри авторскиот дел овде кај нас и квалитетот на тоа што излегува, туку ќе ти даде и реален мотив и за работа и за ширење на самиот авторски тим. И можно и прво и основно таквите здруженија се одскочна даска за да можеш ти да ја прескокнеш Македонија. Бидејќи јас си во едно претходно интервју кажав дека ние не можеме да бараме излез надвор кога ние овде дома не сме влезени. Ние овде не можеш да дојдеш на ред да не сам ќе за издавање ќе издадеш, туку не можеш да дојдеш на ред да се најдеш на централните полици во книжарниците, библиотеките и така натаму. Значи ние пред тука не сме го освоиле нашиот простор, а сакаме да излегуваме надвор. Значи пак ќе дојдеме до север од нас, каде што кој ќе отворите, не знам, да не ги рекламирам сега издавачките куќи таму, првото што ќе го видите се 10 домашни наслови. Кај нас домашните наслови ги нема ни на Словенија, така и во Хрватска, така и во Србија, кај нас не е така. Не е така. Словенците исто, мислам, го спомнаме Тадеј Голуб, го спомнам и него неколку пати. Исклучително трилер име, извореден трилерџија, како што ги нарекуваме и се нарекуваме, извореден автор, кој што има, пази, за овие наши рамки, човекот дошол до 100.000 продадени книги. 100.000 е бројка која што ние можеме само да ја сонуваме во овој момент овде. Кој сака од наши автори не е трилерџија. Кој сака нека нека дојдат и нека се надпреваруваат со Тадеј Голуб, кој што е добитник на едно од најпрестижните нивни признанија таму. Кај нас трилерџиите влегуваат во главните избори само во првиот круг. Ние знаеш како ние им правиме, како се вика тоа, кворум за да пројде тој избор. Ајде, соберете ги сите изданија колку се 60 и 30 трилера, трнете ги одма на страна и останатите после ќе ги разгледуваме. Не ги не читаат. Да, меѓу другото, тоа е јасно. Добро, нема љутење, така е. Апсолутно, тоа е така 120-30 години, така и нема што тука да неготуваме против тоа. Веројатно има уште за што да се зборува и што да се каже, ајде да ставиме за некоја друга прилика. Времето лета. Октомври е феноменално да не јавиме нели новата сезона која веројатно би правеле пауза за летните месеци и таму некаде на крајот на септември повторно се видиме тука. Па да, може да говориме само за новото издание. Да, работниот наслов на романот е Луѓе сенки. Јас се надевам дека ако не дојдеме пред промоција, ќе го направиме тоа после промоција, така да ќе може да искористиме. Ја би сакал пред промоција, али добро се. Добро, ќе и комуницира, ја и ти сме во контакт, така да. Да, апсолутно. Кога ќе дојде, ќе се договориме, па се и да биде и нема да биде тука. Нема да биде трагично во никој случај. Никој случај. Сашо, благодарам многу. Ти благодарам за поканата, убавиот муабет, ние вака си муабети ми надвор, кога не сме за пред камери или пред микрофони. Исти се муабетите. Во секој случај, добре,
ако ништо повеќе, да има што повеќе вакви. Дали е некој подкаст прил, дали е се телевизиски моменти, сега подкастите во последно време. Нема на телевизија вакви емисии, нема повеќе. Тешко дека ги најдеш, имаше сега веќе не. Комерцијалата ги уби. Може да Па добри, ние сме комерцијала. Во случајот, ама не можеме да доеме на Ама не ред. може, ама нема пари. Тоа е тоа. Комерцијала без пари. Ова е добар лајт мотив. Почитувани гледачи, тоа беше Сашо Кузмановски, а ова беше уште едно издание од Митови факти. Ви благодарам.